По скандалот на онкологија, клиниката се обидува да ја врати на рушината доверба кај пациентите. Во атмосфера на неизвестност и страв, оттаму апелираат на смиреност кај оние што се лекуваат и нивните блиски, бидејќи на онкологија се воведени драстични промени по скандалозниот случај и велат се работи макотрпно. По тој немил настан се воведоа драстични промени во работата се со цел стандардизирање на третманот на пациентите со воведување на редовни онколошки конзилиуми на кои се одлучува за третманот на пациентите во согласност со современите протоколи кои се усвоени од меѓународните стручни здруженија. Од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија апелираме за смиреност и доверба во персоналот на клиниката, кој навистина макотрпно работи. Ние сме тука пред се за здравјето на пациентите и нивната благосостојба, информираат од клиниката за онкологија. Пациентите кои се лекуваат таму закажале средба со обвинителството следната недела. Сакаат да добијат информации колку истории на пациенти биле разгледувани и кои, бидејќи дел од овие пациенти се лекувале кај обвинетите доктори и уште се лекуваат на клиниката. Бараат да знаат дали прогресот на болеста е последица на несовесното лекување. Нас како пациенти последицата дали некој ќе биде обвинет, бидејќи ние се уште не можеме да кажеме со сигурност дали ќе има пресуди и пронаоѓање на вина, поважно е за оние кои што се уште живи, дали може би штетата која што е веќе нанесена може да се исправи и овие пациенти можат да добијат поквалитетен живот и третман понатаму. Истрагата за скандалот на клиниката за онкологија беше иницирана откако јавноста беше потресена од серија медиумски објави што алармираа за сериозни злоупотреби во третманот на пациентите заболени од рак. Државниот завод за ревизија нотираше сериозни пропусти во работењето на клиниката, кои се најдоа во официјалниот ревизорски извештај кој обвинителите го земаа предвид при истрагата. Тамара Дичевска, Сител телевизија.